Првата донација на бубрек од починат донор пред 3 години му даде втор живот на кочанец од Гоце Арсов. На него во 2014 година му беше пресаден бубрек, со што стана запаметен како човекот врз кој беше изведена првата кадаверична трансплантација во независна Македонија. 3 години подоцна, Гоце е веќе здрав човек, но и сега со голема возбуда се сеќава на чувствата кога му било соопштено дека надеж за живот за него има. Чувството беше, не можам да го опишам какво чувство беше, од радост, дека ќе дојдам до орган и ќе бидам пак исправен, здрав живот. Гоце сега е дел од невладината Нефрон и агитира за овој модел на трансплантација кој нему му го спасил животот. Ако можат, не е страшно, и ако сакаат, и ако можат да се пишат како потенцијални донори на донорска картица, имаме донорска картица преку Сдруженијето Нефрон. Предавање за важноста на донирањето органи одржа Сдруженијето Нефрон во Кочани по повод Светскиот ден на бубрежно болните. Целта на ова предавање е да се информира и едуцира населението за донирање на органи и ткива и трансплантација со цел да се позитивно сушност да се прифати од самото население овој начин на лекување на бубрежно болните. Во Македонија кадаверичната трансплантација е дозволена, но има голем недостаток на донори поради конзервативната средина и религиозното влијание. Сепак со помасовно кадаверично донирање би се спасиле многу повеќе животи. Една од најчестите причини за смрт во Македонија е хепатитната цироза, која црниот дроб го претвора во сврзно ткиво и единствена помош е трансплантација на црнодробно ткиво.